Почитувани гледачи, следуваат регионалните вести на телевизија Кисиминада. Ова се настаните на денот. Нови 127 случаи на COVID-19 во земјава. Во Тетовско 10 позитивни на коронавирус, во Гостивар ниту еден случај. Одредбата за ограничено движење на Полошкото подрачје прекршиле 41 лице. Почитувани гледачи, започнуваме со првата вест. Нови 127 случаи на COVID-19 во земјава последниве 24 часа. Направени биле 702 тестирања, а најголемиот дел од новозаболените се во главниот град. Институтот за јавно здравје евидентира 7 оздравени пациенти. Повторно висока бројка на нови случаи на COVID-19 во земјава. Во последното деноноќие регистрирани се 127 нови случаи, од кои најмногу се во Скопје, 67, следува Штип со 33 новозаболени. Институтот за јавно здравје регистрира и 7 оздравени пациенти, 4 во Скопје, 2 во Тетово и 1 во Гостивар. Направени биле 702 тестирања, а починати се 3 лица. Пациент од Куманово на 70 години и двајца од Скопје, пациент на возраст од 62 години и пациент на возраст од 78 години. Комисијата за заразни болести предлага воведување на полициски час во градовите и општините, каде што бројката на нови случаи е висока, како Скопје, Штип, Куманово и Тетово. Министерот за здравство Венко Филипче во неколку наврати истакна дека експертите сметаат оти вториот бран ќе трае кратко, а вирулентноста на вирусот се намалува. Вирулентноста значено слабе. Анализата на симптомите во изминатите 7 дена покажува дека има огромен број на случаи кои што се асимптоматски и со многу лесни симптоми, близу 90%. Но ова воопшто не треба да значи дека вирусот не е опасен. Сведоци сме дека и сега има пациенти кои што имаат тешка клиничка слика. Уште еден факт дека граѓаните треба многу да внимаваат, да ги почитуваат мерките, пред се тука мислам и на хронично болните. Иако бројката на заразени е висока, таа се шири во рамките на кластерите или на тие лица кои што се веќе во изолација, што се констатира со овие тестови направени во изминатите повеќе денови. Ке повторам, има и спорадично ширење, затоа, а тоа како доказ дека вирусот постои, мора повторно да апелирам до почитување на мерките. Вкупната бројка на диагностицирани лица со COVID-19 во земјава од почетокот на епидемијата изнесува 3152. Бројката на оздравени пациенти е 1653, на починати е 156, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 1343. 10 нови случаи заразени со коронавирус евидентирани во Тетовското подрачје. Сите се од руралните општини од Тетовско. Од 10 позитивни случаи, 6 се во Теарца, 4 од општина Боговиње. Во Тетовско досега се оздравени 136 лица, а 24 починале, со што бројот на активни случаи во Тетово и 5 околни општини е 132. Денешните 10 позитивни случаеви се од 2 веќе познати кластери, 6 лица се од општина Теарце, а 4 од општина Боговиње. Значи, кажуваме дека се познати кластери, имајќи го предвид фактот дека од семејствата на овие лица, значи имаме биле позитивни, така да со тестирањето на семејствата резултирале и овие лица со COVID-19, затоа значи не се нови кластери, туку поврзани со семејни случаеви. Според општините, вкупниот број на случаеви изгледа вака: општина Тетово 159 со 9 починати, општина Боговиње 58 со починати 6 лица, Теарце 36 со починати 2 лица, Брвеница 19 со починато 1 лице, Јегуновце 13 починати 2 лица и Желино 7 заразени починати 4 лица.
Градоначалничката Арифи апелира на поголема одговорност од граѓаните. Јас сакам исто така да подвлечам дека исто така на првите месеци имавме многу повисока дисциплина, освен фактот што на пример имавме неколку исклучуци при крајот, што нормално тоа може и да се објасни со фактот дека целиот процес и долго трае. Но тоа не значи дека ние треба да се олабавиме, имајќи го предвид фактот дека со олабавување на мерките вирусот нема да оди од тука. Во изолација по одлука во општина Тетово има вкупно 558 лица, во самоизолација 114, додека во државниот карантин во капацитетите на Попова шапка има 44 лица. Во гостиварскиот регион нема нови случаи на COVID-19. Повеќето лица, кај кои досега беше потврден коронавирус, за сега се без симптоми, вели првиот човек на општина Гостивар, Арбен Таравари. По викендов во кој беа регистрирани вкупно 9 новозаразени, денес нема нови случаи на корона во гостиварскиот регион. Надлежните ја оценуваат состојбата како релативно стабилна, но потенцираат дека тоа не значи граѓаните да се олабават, туку напротив да продолжат со доследно почитување на мерките за заштита. Повеќето лица кај кои е потврден коронавирус во Гостивар засега се без симптоми, вели градоначалникот Арбен Таравари. Комуницирав со сите, засега од сите добивам информација дека се во стабилност. Освен 3-4 случаеви со кои што не можам да воспоставам контакт, меѓутоа генерално со другите комуницирам и засега сите се асимптоматски и надвор од секаков ризик за комплицирање, што не мора да значи дека така ќе продолжи. Меѓутоа засега се добри и ви велам дека ми викаат, се чудат и тие како можат да го имаат вирусот, а немаат никаков симптом. Меѓутоа 90% од заболените се такви, така да им посакувам што побрзо да се излечат и да се вратат во нивните работни места. Вирусот беше потврден кај 4 вработени во администрацијата на јавното претпријатие Комуналец. Превентивно, целата администрација е пратена во самоизолација, а тестовите на останатите вработени се негативни. Во претпријатието е извршена и вонредна дезинфекција. Ние со директорот на Комуналец одлучивме сите вработени во администрација да се самоизолираат и сите се во самоизолација, и ако се тестирани огромен број на работени во администрацијата на Комуналец, некои приватни, некои што имале епидемиолошка позитивна анамнеза преку Институтот за јавно здравје, и сите се негативни другите. И овие 4 што се инфицирани се асимптоматски без никакви симптоми. Меѓутоа ние одлучивме да превенираме, да не оставиме тоа да биде ново жариште кое што може потоа експоненцијално бројот да расте на инфицирани. Моментално на подрачјето на општините Гостивар, Врапчиште и Маврово Ростуша има 28 активни случаи на коронавирус. Констатирани се вкупно 622 непочитувања на одлуката за владата за ограничување на движењето за време на карантинскиот викенд. А вкупно до сега констатирани се 5397 прекршувања, информираше министерот за внатрешни работи Наке Чулев. Во текот на изминатите неколку денови, почнувајќи од четврток од 21 часот, заклучно до денес 5 часот, од страна на Министерството за внатрешни работи на територија на целата држава за ограничување на движењето на граѓаните, најголем дел од нив, прекршоци 340 се констатирани на територија на секторот за внатрешни работи Скопје, а вкупно досега се констатирани 5397 прекршувања на одлуките за ограничување на движењето на граѓаните. Во однос на уредбата пак за задолжително користење на заштитна опрема, констатирани се вкупно 1777 непочитувања на оваа уредба за овие 3,5 дена. Најголемиот дел од нив се констатираат на територија на СВР Струмица, каде што се забележани 417 непочитувања а на територија на СВР Охрид 356 непочитувања. Купната бројка на констатирани непочитувања на уредбата за носење на заштитна лична опрема од почетокот до денес е 8188 непочитувања.
Изминатиот викенд, во соработка со Државниот пазарен инспекторат, извршени се вкупно 1543 контроли во угостителски објекти, при што констатирани се вкупно 22 непочитувања, и тоа 18 на територија на СВР Охрид и 4 на територија на СВР Струмица. Во конкретниот период издадени се вкупно 1648 решенија за изолација и подпишани се вкупно 584 изјави за самоизолација. Од страна на Министерството за внатрешни работи извршени се вкупно 8701 контрола на самоизолација и изолација. 41 лице ја прекршиле одредбата за ограничено движење на Полошкото подрачје, додека траеше полицискиот час. Против лицата поднесени се соодветни пријави. По најавата за повторно воведување на полицискиот час, тетовската градоначалничка Теута Арифи смета дека истиот не дава резултат. 37 лица биле приведени од страна на полицијата поради непочитување на одлуката за ограничено движење во текот на продолжениот карантински викенд во Тетово. Првиот ден, односно во петокот, немало ниту едно прекршување на полицискиот час. Останатите се регистрирани во последните 48 часа, односно најмногу во текот на вчерашниот ден, 22. Во овој период се изготвени и 135 прекршочни платни налози за неносење заштитна маска. Изминатиот продолжен празничен викенд полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово на подрачјето кој ингерентно го покриваат купно откриле 41 лице, од кои 37 на тетовските и 4 на гостиварските простори, кои не ја почитувале, односно ја прекршиле забраната за движење попозната како полициски час. Сите прекршители на полицискиот час лишени се од слобода и задржани во полициските станици Тетово и Гостивар. По целосното расчистување и документирање на случаите ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Инаку во овој период полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово на Тетовско-гостиварското подрачје откриле и законски санкционирали 288 лица, од кои 135 на пошироките тетовски и 153 на пошироките гостиварски простори, кои ја прекршиле владината уредба за задолжително носење заштита на лицата, односно за носење на заштитни маски. По предлогот за воведување на полициски час од 22 до 5 часот, градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи смета дека оваа мерка не ги дава соодветните резултати. Според неа многу поважна е комуникацијата со граѓаните, за да се уверат во сериозноста на состојбата. Минатата недела имаше 3 до 4 емисии кои беа направени и снимани директно и внатре во инфективната клиника. И сметам дека тој тип на информации апсолутно дава повеќе ефекти, најпрво кон тие кои велат дека го нема. Значи, сметам дека ние мораме тоа да го зајакнеме повеќе, затоа што не сметам дека до зима ќе држиме ситуација со полициски час. По 80-часовниот карантин во Тетово денес имаше голема раздвиженост. Граѓаните продолжија со секојдневните активности. Повторно имаше лица кои не носеа заштитни маски, односно не ги почитуваа мерките за заштита од ширење на заразата со коронавирусот. ВМРО ДПМ неочајно се обидува сопствената неодговорност да ја маскира со лажни вести. Реагираа на пресконференција од општинската организација на СДСМ во Гостивар. Воедно пати апел до граѓаните, мерките за заштита од корона максимално да се почитуваат. Општинската организација на СДСМ во Гостивар се огласи во јавноста на пресконференција, упатувајќи критики кон политичките опоненти, како и повик до граѓаните максимално да ги почитуваат мерките за заштита од COVID-19. ВМРО ДПМН очајно се обидува сопствената неодговорност да ја маскира со лажни вести, нагласи председателот на гостиварските социјалдемократи Драголјуб Филиповски. Додека сите се борат против коронавирусот, функционери на ВМРО ДПМН се надпреваруваат кој ќе каже поголема лага. Мицкоски и Наке Чулев лажеа и безмалку се надпреваруваа кој ќе каже поголема лага. За случајот со теретаната Чулев велеше не биле ракавици, туку оција од светлината.
а Мицкоски пак дека имало некакви боени ракавици. Лажни вести, деструкција, конструирани случаи, дезинформации, поделба и само поделба. Тоа е се што нудат Мицкоски и ВМРО ДПМН. Апелот што од СДСМ го испратија до граѓаните е одговорно однесување и доследно придржување до заштитните мерки. Вирусот е тука. Опасен е, иако е јасно и дека многу мал број на граѓани имаат симптоми од него. Но тука нема правила. Секој од нас е под потенцијален здравствен ризик. Затоа оваа битка можеме да ја добиеме само ако сите без оправдување ги почитуваме мерките воведени од здравството и епидемиолозите. Или сега ќе воведеме целосна контрола врз вирусот, или не престои долга и тешка битка. Филиповски потенцираше дека вирусот е закана како за здравието, така и за економијата, повикувајќи ги сите да дадат свој придонес во воспоставувањето целосна контрола врз епидемијата. Следуваат деталите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Вчера околу 14 часот и 30 минути во Гостиварско Чајле, полициски службеници на Оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 41 годишник и 30 годишник, двајцата од Гостивар, затоа што при преглед им бил пронајден кокаин. Двајцата се задржани во полициската станица Гостивар за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе следува соодветен поднесок. Вчера исто така околу 15 часот и 30 минути на улица Блок 70 во Тетово, пред стамбена зграда, полициски службеници на СВР Тетово пронашле марихуана оставена зад електрично сандаче. Марихуаната е фотодокументирана и подигната за вештачење, се преземаат мерки за расчистување на случајот. Во периодот околу 18 часот и 30 минути, 32 годишник од Тетово пријавил дека на улица 180 во Блок 70 во Тетово бил физички нападнат од 23 годишник исто така од Тетово, кој со уште неколку други лица пред зградата во која живеел го нарушувале јавниот ред и мир и биле предупредени од негова страна. Двајцата се лишени од слобода и задржани во полициската станица Тетово за расчистување на случајот. Вчера во 19 часот и 20 минути пак 51 годишник од Гостивар во Оделението за внатрешни работи Гостивар пријавил дека неговиот 48 годишен брат, исто така од Гостивар, кој на 6.6.2020 бил пријавен дека се оддалечил, се вратил дома. Тоа беше се што подготви нашата екипа во рамки на новото издание на регионалните вести на телевизија Кисименада. Следува спортскиот преглед со колегата Павле Симовски. Пријатно!